Воспитно-образовната установа Работнички универзитет Ленин од Кочани, која со новите законски промени прерасна во установа Отворен граѓански универзитет за доживотно учење, од денеска со ново име. Вчера на 38-та седница на Советот на општина Кочани, советниците донесоа едногласна одлука за промена на името на Работничкиот универзитет во Манасија Парлапан. Со ова конечно се симна од дневен ред повеќе годишната агонија на оваа образовна институција, која во минатото беше регулатор на образованието за возрастни и добивањето на дипломи од повеќе профили, кои беа на програмата на Работничкиот универзитет. На вчерашната седница советниците дадоа едногласна одлука за промена на името. По оваа точка расправаше Комисијата за култура, образование, спорт и права на децата и го донесе следниот заклучок. Комисијата за култура, образование, спорт и права на децата му предлага на Советот да донесе одлука со која на општинската јавна образовна установа Отворен граѓански универзитет за доживотно учење Кочани ќе му определи следното име. Општинската јавна образовна установа Отворен граѓански универзитет за доживотно учење Манасија Парлапан Кочани, скратено ОЈОУ Манасија Парлапан Кочани. Отварам претрес по вака предложениот предлог од комисијата и предлог заклучокот на комисијата. Дали некој ва разборки на ова? Веќе никој не ва разборка, затварам претрес по точката од дневниот ред и иста ставам на усвојање. Кој е за ке на ова? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дали имаме против? Дали имаме воздржани? Констатирам дека со 10 гласа за е усвоена точката од дневниот ред. Инаку целокупната постапка за промена на името ја водеше општинската администрација, која на предлог листа од можни имиња се определи за името на првиот учител кој бил родом од Кочани и придонел во развојот на образованието во општината.